Ова утро ќе ви најавиме една навистина возбудлива и интересна тура која што ќе се одржи на 21 мај околу Охридското езеро. Велосипедска тура која што е во организација на Сдруженијето Macedonian Bike Riders и тоа токму ова утро го имаме првиот човек на Сдруженијето кој што ќе ни ги каже буквално сите детали за велосипедската тура околу Охридското езеро. Горан Багоевски, најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро до вашите гледачи. Горан, девето издание на турата околу Охридското езеро. Ајде да се навратиме години наназад, како дојдовте еве до идејата да ја создадете токму ова велосипедска тура околу Охридското езеро? Така, идејата се наметна пошто охриѓани, мора мала критика да упатам до нив, еден период не организира таа тура, пошто идејата и иницијативата беше многу одамна нивна и се јави некој простор кај што немаше тура воопшто околу Охридско езеро и од наша режија решивме да правиме. Пред 9 години почнавме полека, собравме многу луѓе, првата година пошто имаше вакуум од настанов, имавме преку 180 и нешто учесници, така секоја година сме некаде околу 100 до 150 броиме и секојаш е зависност во различна намена сме правиле и рекреативно да биде или хуманитарна и така. До кога еве може да се пријават сите оние учесници, велосипедисти кои што сакаат да бидат дел од Тур де Охрид? Така, нема пријавување како на сите овие тури, него е од отворен карактер кој се осеќа способен и има техничко спремен велосипед и е кондиционно спремен, може да дојде во Охрид. Во 9 часот е закажан почетокот, 92 км се вози, ова година малце изменената рута можеме да спомнеме и покасно, значи нема пријавување, ќе има само котизација, ставено 300 денари, обезбедени се производи, поддршка од нашите водачи, од нашите поддржувачи, така да од отворен карактер е турата. Имаме ли можеби возрастни ограничувања од која до која возраст треба да бидат велосипедистите и учесниците? Нема, може да возат и помали деца со присуство на родител старател. Баш прошлата недела се сретнавме со татко кој дете тогаш имаше 7 години, значи дошол пред 6-7 години, сега веќе е тинеџер и одвај чека ова тура повторно да ја вози со нас. Ограничување нема, од 12-13 години може, граница се преминува со лична карта или со пасош, чим има родител, старател со тоа дете, ради безбедност, не ради друго, се влага во соседна држава во Албанија. Децата се спремни може да извозат, старосна нема, значи возат 77 години до 80 се вози, плюс имаме и помагала са велосипеди електрични, така да сите се поканети, може со секој вид на велосипед да се дојде да се учествува на оваа тура, на овој настан. А што е потребно да понесат со себе и да имаат со себе учесниците? Па секогаш кажуваме, потребно е велосипедска опрема, тргнувајќи да се запази безбедноста и сигурноста на самите учесници на турата, да се носи кацига, заштитни наочари, ракавици, она комплет опрема што секогаш ја бараме и што мора секој велосипедист да ја има. Понатака и ние ќе имаме обезбедено, како што кажав, треба да се носи доволно вода спрема своите потреби, храна спрема своите потреби, овоше спрема своите потреби. Тоа е најбитно. Желба, љубов, што се вика полни батерии за мобилен, да се слика, да се ужива, пошто целата тура околу Охридското езеро 90% можеби е баш околу Охридско езеро се вози, прекрасни погледи, пейзажи се отвара цело време. Кои се правилата кои што треба учесниците да ги почитуваат и да ги имаат во предвид? Така, правилата се основни ги знаат, значи водачите на групата, на рутата не треба да се поминува, треба да се пази, да се внимава, да не се смета еден со друг, да се држи одредено расстојание од велосипед до велосипед, да не се загрозуваат и другите учесници во сообраќајот од автомобилите, пошто, како што кажав, голема група од 100 учесници ќе се движиме по улици, низ градови, Охрид, значи ќе поминуваме Поградец, граница, струга, придржување, безбедноста на прво место кај нас и кај сите други. Значи мора да се почува правила, правилно сигнализација, пратење на водачите, сигнализирање со време, така.
Да, навистина мислам дека учесниците треба да имаат добра кондиција, затоа што сепак се работи нели за 92 километри, но во каков временски период се воза 92 километри околу Охридското езеро? Така, веќе сме средина, може да кажеме слободно, значи 21 мај на годината, кога повеќето велосипедисти се имаат со каква таква почетна кондиција спремено. Веќе се во сите настани по цела Република Македонија кај што имаат земено учество, имаат кондиција веќе мислам стекнато. 92 километра, да, се возат, планирано време ни е некаде за целиот настан околу 8 часа. Иначе самиот круг се вози побрзо, ама ние одиме да се рекреираме, да возиме и целта ни е да секој што ќе дојде да вози со нас, да му оствариме желбата барем еднаш во животот да го извози Охридско езеро. Има места кај што ќе се соочиме со потешкоти и малце поспремните ќе имаат проблеми, али нормално не е срамота се синеш од велосипед да го изгураш едно кој 100-200 метра да се качиш. Целта пак е, викаме, да овозможиме на што повеќе луѓе да го сетат и тоа дека Охридско езеро е им извозено. Верувате, самото чувство отпосле кој ќе се извози езерото не се опишува со зборови. Оно што ќе се доживее, таа убавина, пошто возиме сега од другата страна, од Охрид према Свети Наум, ќе движиме Поградец, Ќафасан, Струга, се вози значи под сама Галичица која сега зелената преубава во Охридското езеро ќе ни доаѓа сега од десната страна, цело време ќе возиме. Прекрасно е, преубаво, значи ќе застануваме. Повеќе се губи време, верувајте, на фотографирање, на сликање, пошто преубава е таа тура, најживописна е можеби за возење во Македонија. Да, особено нели кој што споминавте дека се работи за еден од најубавите периоди во текот на годината, кога буквално сите пејзажи веќе се разбудени, се разеленето. Колку сте вие задоволни од изминатите изданија на Охрид тур? Задоволни сме многу, пошто јас се водам по мотото, секоја тура е успешно завршена кога сите безбедно ќе ги вратиме, кога нема падови, нема повреди, нема никакви други последици. Се случуваат грчеви, тоа е нормално, нели, ако не слушаат нас и нашите препораки дека треба ностоп и пред турата и за време на турата да се пие течности, нели, електролити, она што се губи да се врати, да не дојде до грчеви. Се вози, задоволни сме, до сега сме немале никакви поголеми проблеми, сепак луѓе, нели, голем број различни карактери, али мора малце да бидеме и строги, се наметно малце авторитет од моја страна, сепак се оди, побитно ни е да се вратиме здрави и живи, него да одиме да се докажуваме дека сме брзи, јаки, се тркаме. Има настани кој сака слободно, нели, може да се пријави да се трка кај што се професионалците. Ова е сепак рекреативна тура кај што ни е битно да возиме, да се рекреираме, да уживаме во велосипедизмот. И кои се вашите очекувања од овогодинешното издание у нас и што ќе се случи нели на 21 мај во Охрид? Така, очекуваме голем број на учесници. Веќе недела две ме напаѓа од цела Македонија што е каде, пошто имаме направено годишен календар и турата е веќе одамна закажана дека ќе биде на 21 мај. Ајде, што чекаме, кога ќе биде, што ќе биде. Значи, цела Македонија секогаш доаѓала, имаме поддршка како здружение од сите други здруженија и клубови од цела Македонија. Очекуваме, стварно, голема бројка, очекуваме и како и секогаш голем број на девојки, на жени. Очекуваме и присуство на помладок, на деца и најмногу сакаме и очекуваме добри временски услови. Може и вака да биде, ама пубаво да има и малце сонце за да може да се ужива во самото возење. Горан, ви посакувам да имате навистина неуспешно издание, 9-то поред на Тур де Охрид и секако да продолжи оваа традиција, нели, секоја година во мај да се одржува оваа велосипедска тура. Така, само уште да напоменам, овај пат ќе возиме обратно. 8 пати движевме преку Струга, Ќафасан, Поградец. Ова година малце во рутата ќе биде во изменета нели маршрута. Ќе движиме према Лагадин, Пештани, Трпејца, Љубаништа горе, да, и поголема пауза ќе се направи во Поградец и после да се враќаме преку Ќафасан, Струга назад во Охрид. Само тоа е разликата. Малце да пробаме и другата страна да ја свртиме во обратен правец. Ги повикуваме и ги покануваме сите што се слободни тој викенд, таа недела, да дојдат и да уживат, нема да зажалат, нема да се покајат.
Да, навистина една интересна велосипедска тура, преценили е рекреативна за уживање, да поживате малку околу Охридското езеро, така што ќе ве поканиме сите вие кои што имате можност, имате добар велосипед, имате и тоа како добра кондиција да бидете дел од велосипедската тура околу Охридското езеро, која што ќе се одржи на 21 мај в недела.